Ова куќа уствари е на неговата мајка Марија и неговиот татко Апостол. Рацин бил роден тука, но и тој бил стално гостин, не домаќин на ова куќа. Знаеме неговиот пат кај водеше, но знаеме и сокакот пред неговата куќа кај не носи. Значи денеска нашиве архитекти сигурно ќе бидат збунети од оваа проектна задача, да биде на костерен и да функционира за куќа што е за повеќе детно семејство и плюс за наетот грнчарство. Значи, секој би се замислил како тој простор да го реши. Прво го решиле кога ќе се влезе да има место и комоција за магарето. Оти без магарето не може ни храна во куќава да се внесе, ни глина, ниту па може печените производи да се однесат на Велешкиот пазар и подалеку. Замислете каква гужва има кога се еве поминеат духовите, кога сите наши одат на гробовите и носат баш бардачиња направени од рацете на татко му на Кочо Рацин, кој исто знаа да му помогне во најголемите шпицеви, што би рекле ние. Куќата е на прединство варно на магарето, потоа десно на фурната, лево на денеска би рекле ателието за глина, а сите овие чардаци што ги гледаме на висина се за производите кои ќе се извадат од печката и ќе се досушуваат или пак ќе се цртаат. Знаеме дека Велешкото грне и сите садови биле прекрасно исцртани. Замислете тоа го правеле браќата и сестрите на Рацин, значи они биле и уметници. Исто така би сакала да ви кажам, кога ќе ги видиме овие две соби чардакот, ќе речете каде се сместувала фамилијата, браќата и сестрите на Рацин. Не, они имале најубавиот просторот таванот. За жал, кога е реновирана куќата, не се обратила голема пажња, таа е ниска и нема место за 6 кревети и плюс разбојот на баба му на Рацин, за да ја скае облеката што тие ќе ја носат и плетените работи и таа постела што се покривале летна зимна да има место. Рацин секој пат напишувал во ќошот и гледајќи го ноќи Велес и да види кој мине ни сокакот. Оти имал многу непријатели за да може и да се сокрие. Неговата баба го чувала оној лесен зимски дел сушено овошје и јаболко, кое што требало да издржи до бадник. Кога се става на трпезата и се дели на секој член да има по едно јаболко, дуња и ред други овошје и круши. Но бабата стално се вадела пред мајка му на Рацин, зошто се помалку има во корпата овошје. А таа кажувала, па јас намерно ќе ги клоцнев корпите и ќе се стркала кај Рацин и децата додека да ги соберам, они ќе ги изедат. А тоа било стварно вистина. Газија може ќе немало кај магарето за да му дадат зоб и вода, но за Рацин бабата криела стално неговата ламба секој пат да има газија за да може он доцна во ноќта да пишува. Оти секој пат имало недостаток на пари за сол и за газија во овој град. Но за Рацин секој пат имало. Рацин исто многу ги сакал децата, ни давал глина, кога ќе дојделе за исто и тогаш образованието било доста ценето и слободата на изразување на децата. И се случува еден момент кога синот на Раца доаѓа и он им поделува колку што треба глина, но за жал сите му давале мимика да го погледна тоа дете. Рацин не го погледнал и кога му кажале, вика, зошто не ми кажавте барем да го бушнам. Јас имам многу да ви кажувам за архитектонските детали на ова куќа, но не би сакала, оти не сте архитекти. Сигурно сте љубители, со душа сте дошли да бидете гостин во куќата на мајка му и на татко му на Рацин. Ако беа они живи тука, ќе имаше цреши, јагоди, ќе имаше вишни, но ние само понудивме сол и леп, толку испекла баба му.